Јагнешко за Великден колку да замириса, зашто цената стаса до плафон. Сточарите се бесни зашто месарниците го продавале месото од 500 до 550 денари за килограм, а од нив го купувале за околу 200 денари килограм жива мера. За потрошувачите велат тоа е скапо, зашто да испечеш јагнешко и да има доволно на трпезата, мора да се купи барем 2-3 килограми. Цена која надминува 1600 денари, велат сточарите. Се жала дека не било фер други да се богатат на нивни грб во време кога нема доволно јагниња ниту пак сточари кои би ги чувале. И оние малку што останале размислувале да продадат се, зашто државата не прави ништо да ги заштити. Сточарите не се задоволни, општо цената на јагнето не се задоволни. Скап концентрато е скап, храна, овчари скапи плаќаме, значи испод 700-800 евра овчар нема. На терен сега е 200 денари јагнето, а во продавниците 550-530 го продавале јагнешкото месо. Значи, кај е разликата, кај одиме ние сточарите со тоа. Со 800 евра овчар да плаќаш, на 200 денари жива мера и 30 денари концентрат, тоа го нема нигде, мислам. Старите умираат, стоката се продава. Еве овде во Прилепско, во Долненска општина, села нема ич овца. Значи, ни една овца нема во села, низ Пелагонија. Фармерите алармираа дека трошоците за одгледување јагниња биле многу високи, а од година в година трендот се намалувал се повеќе, пред се зашто немало млади сточари. Младите си заминуваа за странство, секој си бара чајре. Тешка работа е. Излезо, секој си бара поубаво, никој нечи овчар да оди, никој нечи овци да чува. И додека Македонија се соочува со недостаток на домашно место и намалување на сточниот фонд, граѓаните со душа чекаат да дојде празник за да се омрсат, ама пред месарниците пресметуваат што поправо да купат. Некои земаат само јагнешки дроб, други ќе купат месо, оти како што велат, еднаш во годината е Великден.